овие луѓе треба утре вие да ги гласате, се разбира тука од Гази Баба, но не само овој аплауз да дојде за нас, ја ви дав вас аплауз, благодарам што дојдовте сите, јас сакам вас да ви дадам аплауз за толку голем број. Ова е бастион на ВМРО ДПМН, овде луѓето се чувствуваат како македонци, иако овие 3 години бевме погазени од оваа власт. Знаете што се случуваше овие 3 години, посебно со една тема, тоа е да го сменат името, како да не понижат, како да се полнат торби со пари, со оние торби познати Луи Витон, корупција на секаде, а да се фалат меѓу време дека многу работат и дека се е во оваа држава како што треба. Но не е така. Не е така и овој пат навистина треба сите да ги казниме. Сите треба да кажеме доста е. Доста е. Гази Баба од секогаш даваа добри резултати. Односно зборам за ВМРО ДПМН. Јас очекувам навистина овој бастион тука, овие луѓе домаќини, вие да го проширите гласот на секаде. Да не дозволиме некој друг да ни ја крои судбината. Кога велам некој друг, зборам на други политички партии, зборам некоја трета албанска партија или така натака. Тоа јавно го кажувам и гласно го кажувам. Вчера можност имав на една дебата да видам, каде што е инсистирано албанец премиер. И тоа е легитимно нивно право. Но ништо друго не кажува освен да биде албанец. Ништо друго. Па ги прашате СДСМ каде се оние 230 км автопати што ги ветуваат, не знаат да кажат кои се. Не знаат да кажат дали платата е качена за 500 евра како што велеа. Не знаат дали има 100.000 денари за докторите и така натаму. Затоа ние имаме 1000 проекти. Имаме проекти каде што ветуваме дека ќе се зголеми пензијата, каде што ќе се зголемат оние плати на сите вас и тоа за 20%. И до 25%, зависност од годината и зависност од оваа ситуација сега што имаме, а тоа е оваа ковид ситуација. Ја ви благодарам што одвоивте време и што дојдете да разговараме. Знам дека е кризно време, знам дека мора вака на дистанца да се гледаме, знам дека е тешко за сите, но ве замолувам да го проширите овој глас, да ги замолиме сите оние што веруваат во држава, што веруваат во овие символи, што веруваат во македонското, да излезат бидејќи нема други шанси. Овој пат да ги казниме со пенкаво. Знаете дека победи ВМРО ДПМН на минатите избори, но не формиравме влада. Да не остане да бидат пак 2 или 3 пратеници. Ајде овој пат во Гази Баба да има најголема разлика во историја на Македонија и од тука да се слушне дека од тука доаѓаат промените. И ве замолувам од се срце тоа да го направиме. Бидејќи знам дека вие сте бастион. Боби кажа дека ова е негово мало, дека тука се чувствува неубаво. Јас се чувствувам преубаво, искрено ви кажам. Јас сум од Ѓорче Петров, ама се чувствувам многу убаво. Се чувствувам убаво со вакви луѓе и ќе доаѓам независно што ја се случи од целата политичка ситуација. Ја повторно ќе доаѓам тука, повторно ќе разговарам со вас. Дали сум член утре на влада, дали не сум, дали ќе бидам само пратеник, дали нема, дали ќе бидам потпредседател на партија, е неважно. Да останеме луѓе пред се и тоа не го зборувам колку да ви се допадна. Го зборувам за ние деца онде што сега достанат до оваа држава. Да ни растат децата тука. Јас немам резервна држава, претпоставувам ниту вие. Но како тргнале овие изгледа, натак иде работата. Нема ништо свето, преговараат Гоце Делчев да биде нешто што они сакаат за да добијат нешто екстра. Гоце Делчев е македонец и толку, точка, толку. Нема веќе преговарање, тоа е завршено. Македонскиот јазик е македонски јазик. И нема тука преговарање, нема што да разговараме. Но некои политичари што 30 години ништо не сакаа да барем малце да променат, а сега само кога да дојде веднаш све дава. Сите овие работи што ги направија беа и по грчки терк и по некој што друг замислил, но не по македонски терк. Затоа е на сите средни збора. И тоа јавно ќе го зборам и во партија и здравје Божи утре во собрание. Најтешките прашања што се за македонците, за македонскиот народ, мора и треба да ги решава ВМРО ДПМН. Знаете ли зашто? За да се заштитиме ние, да го заштитиме националното идентитетот и она што е вековно. Бидејќи секоја друга партија што ќе дојде, гледа направи пазар од тоа. Јас знам дека вие тоа добро го знаете, добро го гледате, сите сте паметни интелектуалци, но да не дозволиме со седење дома некој друг да ја земе повторно власт. Затоа ве охрабрувам сите. Знам дека има криза, да искочиме и да ги победиме. А јас знам дека ќе ги победиме, поготово овде во Гази Баба. Ве охрабрувам да го пренесете овој глас на секаде. Ако треба негде ние лично да дојдеме, мислам дека сме добар тим тука сегде да изораме по Гази Баба, да нима на секаде.